Добро утро и од мене, јас сум Кристина Атовска. Мој денешен гостин е господинот Стојанче Ангелов, директор на Центарот за управување со кризи, но утринава ќе поразговараме на други теми. Добро утро, добро дојдовте во утрински брифинг. Утринава сум председател на достоинство. Председател на достоинство, да. Вчера имавте активности за одбележување на масакрот кај Вејца од 2001 година. Еве колегите од весниците веќе прават паралели помеѓу она што се случува, но од таму повикавте на ослободување на затворените од 27 април, тоа подоцна. Ајде прво за Вејце. Простен ви е тој настан? Одговорноста за тој настан, бидејќи знаеме дека тие беа... Јас не сум тој кој што треба да простува, јас можам да простам за она што јас го доживеав. Бев тешко ранет во Рачиново, простувам, но не заборавам и никој не треба да заборави, бидејќи лекцијата која што ја научивме во 2001 година не треба да ни дозволи да ни се повтори ништо слично, бидејќи неколку години подоцна, односно во 2015 имавме обид за повторна дестабилизација на државата во Кумановското диво населје. Како и да е, достоинство секоја година делегација на достоинство оде на местото на заседата, на местото каде што овие храбри брнители беа убиени во 2001 година. Положуваме свежо цвеќе, палиме свеќи, се поклонуваме на место на кое што јас конкретно бев непосреден. Ние дојдовме наредниот ден утрото и секој пат кога зборувам за ова место, во мене се појават прилично непријатни емоции, бидејќи се уште, можам да кажам, мирисаше на чат, на изгорено човечко месо, на крв, на секаде имаше крв, делови од екстремитети. Ова е непријатно да го зборувам и поради семејствата на загинатите, но поминаа 21 година. Овие слики за секој пат остануваат врежани во нашите умови и тоа е една од причините поради кои што, да речем, од војн станав голем борец за мир. Затоа што не сакам војна, не сакам да ни се повтори во никаков обем, особено некако во обем во 2001 година, војна која што завлакно фалеше да излезе од контрола и потоа тешко ќе беше враќањето назад. Затоа треба да ги чествуваме ваквите настани и да се потсетуваме на оно што се оцените процесот на помирување 2 децении подоцна? Процесот на помирување сметам дека тече доста успешно. Нетрпеливоста помеѓу македонците и албанците на одредени нивоа постои, таа ќе постои уште долго време, но кога јас зборувам дека процесот на помирување тече во напредна фаза, кај голем дел од граѓаните или кај понеупатените гледат со скепса на ова, сметајќи дека не ја говорам вистината. Но јас ќе кажам дека во редовите на МВР и на армијата работат голем број на поранешни ветерани на УЧК. Некои од нив работеле во армијата или во полицијата пред да се одметнат во УЧК, некои подоцна биле вработени. Тие денес функционираат релативно добро, односно вие може да најдете различни поплаки од некои од колегите на етничка основа, но генерално ако ги гледаме војните единици во кои што работат поранешни ветерани од УЧК или полиција, нема никакви проблеми. Односно, кога одат на терен, на нив луѓето гледа да си заштитат, да го заштитат својот живот, своето здравје. Зборам за полициските службеници при извршување на нивните редовни обврски, особено оние кои што се проследени со поголем ризик, тогаш до нив им треба човек кој што ќе ги одбрани ако бидат нападнати. Не гледат многу на тоа, на етничка припадност или каде бил тој кој што е до нив. Сега општеството ни е повеќе поделено на политичка база отколку на етничка. Имате и вие такво чувство? Токму така, но овој пат имаме и една релативно нова појава. Таквата поделеност како да ги појави во албанските редови. Сите други поделби. Кога работев во специјална во 90-тите години, тогаш беше доволно оджато од џамијата да повика да се соберат илјадници албанци на било каков протест. Денес гледаме дека тие по нашиот пример се исто така раскарани. Јас на шега зборувам дека ги расипавме албанците, бидејќи сега политичката нетрпеливост не е присутна само помеѓу македонците, туку е присутна во албанскиот блок и тоа навистина на едно високо ниво. Да, и за малку таа политичка поделеност исто така ќе доведеше до голем број немири, па можеби и жртви. Зборувам за сето она што се случуваше од 2015 и тие насилни
насилни протести и еве резултатот беше и упад во собранието. Зошто повикавте на ослободување на овие луѓе? Ова ве прашувам за одговорноста. За принципот на неказнивост кој владее Упадот кај во нас. Македонското собрание на 27 април 2015 година Македонија беше на раб на граѓанска војна, братоубиствена војна. Македонец против македонец, татко против син, брат против брат. Доволно беше од штабот на СДСМ да тргнат неколку илјади луѓе, нормално и ние како коалициони партнери, за да ги одбраниме представниците на власта, пратениците кои беа нападнати. И да дојдеше надвор до една општа тепачка во која што сигурно ќе се употребеше оружје. Токму за тоа и ве прашувам. Но во Македонија за малку ќе настанеше граѓанска војна. Може би и не, но мојата перцепција е дека ќе имавме голем проблем. Затоа што во таа гужва пред собранието ќе имаше внатре македонски конфликт со тепање, а може би со пукање, но ќе имаше и албанци, бидејќи имаше и албанци кои што беа нападнати во собранието. Така да немаше да се знае кој против кого е. И тие прости, еве Зијадин Села им прости на оние кои го Јас нападнаа. поаѓам од тоа дека сепак никој не загина. Факт е дека пратениците беа претепани, некој повеќе, некој помалку, но дедото кој што искуба тогаш пратеничката Радмила Шекеринска е виновен за тоа што го направи, но мојата перцепција е дека тој тоа го направи не затоа што е дел од монструозниот план, за кој што јас сум убеден дека постоеше, туку наседна не само дедото и најголемиот дел од масата, наседна на вештачки создадената патриотска атмосфера, влегува внатре несвесно, убедени дека ја брана државата. Тие се убедени до ден денес дека ја брана државата. Законот не признава свесно, несвесно. Согласно со вас исто така законот не дозволува на оние кои што се запалени на веќе за напад да им врз се пука во демократијата. глава. Упад во законодавен дом. Законот и меѓународното право зборуваат кога е ранет непријателот да му се пружи помош, а не да дојдете од близина да му пукате во глава. Токму тоа се случи во Вејце. Ако ние можевме да ги амнестираме, да ги ослободиме оние кои што ги убиваа македонските војници и полицајци, оние кои што ранија повеќе од 300 бранители, и како да тоа беше малку, да ги амнестираме и оние кои што киднапираа од нивните дворови, од улиците 12 македонци, оние кои што ги убија тие македонци, чии што гробови до ден денес не ги знаеме, не знаеме каде се закопани овие луѓе. Ако можевме да ги амнестираме оние кои што се живува врз мавровските но ве работници. прашувам кога ние како држава ќе направиме принцип на казнивост, општество во кое што ќе се казнуваат сторителите на Дали треба било сега какво кривично дело. принципот на казнивост да го тренираме на македонците? И сега дали треба пандан да правиме и да влечеме поради Во никој случај не можеме да направиме поради овие амнестии ние сега да немаме Јас не се правда согласувам со понатаму. вас. Правењето споредба помеѓу Вејце, помеѓу Карпала, каде што загинаа 10 луѓе, Љуботонски Бачила, 8 луѓе, правењето споредба помеѓу зверствата кои што се случија 2001 година врз мавровските работници, со упадот во собрание е невкусна. Колку и да е тежок, јас го осудувам чинот во собранието и сметам дека беше добро организиран чин, но за жал инспираторите и организаторите дел од нив се на слобода, тоа е општо познато. Јас би рекол највиновните се на слобода, најневините завршија во затвор. И затоа сметам дека е доста. 5 години луѓето се затворени, иако ние како достоинство уште во 2018 година повикавме први во државата, повикавме да се развие дебата за амнестија на овие луѓе. Дебата, јас сметам дека денес треба да се државата да најде начин, збором државата, овде мислам на сите фактори во државата, позиција, опозиција, судска власт, бидејќи случајот е комплициран. А да се вложат комплициран. истите тие напори за да се затворат главните виновници? Па Како општество, како сега зборувам партии... како председател на достоинство. Гласете за нас, кога ќе победиме на изборите, ние ќе го направиме тоа. Дотогаш Рано е за избори. ќе играме според правилата кои што ги диктираат двете големи партии, односно двете големи коалиции. Значи сметам дека злото кое што е направено од страна на УЧК во 2001 година, иако и тие се убедени дека тоа го правеле поради некоја висока хумана цел за нивните права, а јас сметам дека го правеле за борба за територија, тоа зло е многу поголемо од злото кој што го направија луѓето што влегува на 27 април, од кој што неколку биле дел од монструозниот план, но и тие не убија никого, а поголем дел буквално наседна. Ние имаме во затвор луѓе кои што верувале дека ја бранат Многу Македонија. неблагодарно да правиме споредби помеѓу случаите. Од друга страна имаме затворени за марула и за 10 кебапи.
ова со 10 кебапи не е сега- точно, не се ни 30 ни 60, таму се работи за крадец кој што има повеќе кривични Во дела секој и случај. во јавност овој настан често се користи за споредба. Точно, да, често се користи, затоа што ако ги споредуваме до таму ќе стигнеме, така? А треба да дозволиме да се краде во државата. Треба ли да дозволиме да се упаѓа во собрание? Апсолутно не. Луѓето се обвинети, потоа осудени, пресудата стана Затоа ве правосилна прашам на за апелација. Политиката на И јас казнивост на сметам, цела држава, луѓето се затоа казнети 5 години се во затвор. Јас овде ќе искористам прилика да го спомнам Спасо Фигор, еден од најдобрите специјалци од 2001 година. Дали Спасо Фигор треба да биде 100 години во затвор? Јас со свесно и совесно, што му длабоко значи на убеден зборувам законот што дека е не се најдобар работи за специјалец намерно ако убиство. направил криминал? Па јас не зборам дали вие верувате дека Секој може специјалец да биде добар професионалец. видете, тој не извршил свесно убиство. Јас го познавам, бев старешина. Спасо Фигор е човек кој што обранил државата и не е таков профил намерно да убие дете. Се работи според мене за несреќен случај таму, нели во бомбите слушнавме дека има многу непознати, но така остана. Но колку време е во затвор? Од 2011, сега сме 22. Не е мало делото за Колку кое е? што лежи. Не е мала работа да убиете Сметам човек. дека 10 години. Јас пазете, ја не зборувам дека луѓето се невини. Тоа не го тврдам. Има суд кој што донел правосилна судска пресуда. Во овој момент за 27 април конкретно предметот е во Врховниот суд. Врховниот суд треба да пресече и јас не очекувам да има некоја промена во однос на сегашниот курс, но затоа повикам државата да најде начин, односно зборувам за амнестија. Со оглед на тоа дека делото, кривичното дело за кое што се осудени е тероризам и можностите за амнестија се стеснети, но кога државата, повторно намерно викам Терористичко државата, загрозување не е исто што и тероризам. добро терористичко загрозување, мене, искрен да бидам, оперскиот пејач не ми личи на терорист, нити глумецот, сега да не ги кажам по име, луѓето кои што На сите многу работи може да ни личат и да не ни Видите, јас личат, но кога зборувам ќе се случат се факт. за моја лична перцепција. Јас сум учествувал во војна, сум видел ужаси. И она што се случи во собранието беше ужасно. Овие луѓе кои додека ги тепаа пратениците, одеше директен пренос на телевизија. И ние знаеме дека децата на тепаните, па и родителите на помладите пратеници, гледале како некој се обидува да ги убие нивните чедели, На место нивните каде што татковци. треба да бидат Но најбезбедни. сепак никој не е убиен. Јас само се обидувам да направам една паралела. Ние не Сега можеме... да ги наградиме што не го извршија делото. Значи, 5 години, дали се 5 години во затвор? Ни тече времето, а сакам уште нешто да ве прашам. Повелете. Надвор од нашата држава, би сакала да ве прашам, бидејќи сте со многу воено искуство. Не, е многу скромно ено за наши услови. За наши услови е многу. Што мислите за тоа колку ќе трае овој конфликт во Украина со оглед на новата прераспределба на силите, ако може така да се каже, одстапувањето од Киев и префрлувањето на војната само на истокот? Јас избегнувам да коментирам за случувањата и за војната во Украина, но неколку пати излегофери се појавив на медиуми на оваа тема, зборувам дека ќе трае долго, и многу подолго од очекувањата, бидејќи таква војна и војни машинери не се покренуваат за нешто што е минорно или нешто што ќе трае кратко. Од друга страна треба да знае целата јавност, верувам дека сите знаат, овде не се работи за војна помеѓу Русија и Украина, се работи за многу повеќе, бидејќи на Украина има отворена поддршка од многу земји членки на НАТО, меѓу кои што и нашата држава. Македонија помогна и воено на Украина, помага и со делумно бегалци, луѓе кои што сега доаѓаат по приватни фамилиарни линии, но има одредена бројка на украинци во овој момент во Македонија. Доколку има бран на бегалци, ние и како држава сме подготвени во таа хумана мисија да и помогнеме на луѓето кои што бегат од Ве прашав војните за жаришта. војната анализа, за тоа како Ќе трае уште долго. како според мене, стојат долго. размерот на силите на теренот со оглед на тоа дека од западот може би зборуваат дека Русија ги троши последните ресурси, во меѓувреме тие праќаат оружје за Украина. Што се очекувањата? Се сомневам дека Русија ги троши последните сили за ресурси, бидејќи и ако нешто и недостасува може да купи. Мислам дека има од каде.
Благодарам за ова гостување. Во интересно времето ќе мора да завршиме, иако со мало задоцнување го гледам колегата Саша Ордановски, не му е драго за овој мал упат во времето. Ви благодарам за вниманието. Јас сум Кристина Атовска, денеска разговарав во својство лидер на партијата Достоинство со господинот Стојанче Ангелов.